На почетокот да ви информирам дека со новоформираното Сдружение на печатени медиуми, чии што председателство и тука до мене, веќе имавме една средба, на која што Сдруженијето ги достави предлозите за поддршка на печатените медиуми до владата. Владата само иницијативно уште пред да се случи оваа средба во рамките на планот 369 за приближување кон Европската Унија го стави како еден од позначајните сегменти токму овој дел, а тоа е да се изнајде, ако е можно, начин на поддршка на печатените медиуми, за да тие го добијат повторно значењето во медиумската сфера во Република Македонија. И од тие причини денеска оваа дебата ја организираме во владата. Предлогот на Сдруженијето беше да ја организираме некаде надворно, сепак ве поканивме да бидеме ние домаќини и на тој начин и символично да покажеме дека навистина намерата и желбата на владата е да стори што е можно повеќе за да се помогне на медиумите кои што не само во Македонија, туку секаде во светот заради новонастанатите и пазарни услови и социјалните мрежи кои што функционираат, социјалните медиуми, се потешко и потешко екзистираат. Од она што како размислувања го имавме, првично дојдовме во една ситуација да поконкретно ги разговараме предлозите кои што беа на минатата средба доставени. Сдруженијето на печатени медиуми достави неколку предлози во различни сегменти, меѓутоа се согласивме дека на оваа средба ќе дискутираме само на делот што се однесува на поддршка за печатените медиуми, конкретна, прецизна и да ги видиме формите и модалитетите како тоа да се реализира. Она што на почетокот сакам да го кажеме дека оваа иницијатива е веќе подолго започната. Пред да биде формирано Сдруженијето на печатени медиуми, разговаравме со Сдруженијето на новинари на Македонија, тие ја покрена иницијативата. Јас им благодарам за таа нивна упорност и предлог да влезе ова во агендата на владата. И овој предлог на печатените медиуми го доживувам како едно надградување на предлогот што дојде од ЗНМ. ЗНМ во предлагањето на темата достави еден сублимат на тоа како функционира или како е методолошки решена оваа поддршка во поголемиот дел од земјите на Европската Унија. И врз основа на тоа и ние ќе се темелиме во понатаможните фази на разгледување на модалитетите и формите како да дојдеме до најдоброто решение кое што ќе ги задоволи чинителите во оваа индустрија. Многу е значајно и затоа ја повторувам методологијата која што мораме да ја дефинираме и начинот на кој што ќе се, доколку се одлучи, ќе се даде поддршката, бидејќи оваа влада веднаш на самиот почеток кажа дека нема владени реклами, нема владено рекламирање. Ниту јас, ниту вие, верувам, не би сакале некој да не доживее дека на овој начин правиме некаква друга форма на поддршка или на било каква некаков обид за влијание или контрола во медиумите. И она што е една заедничка наискрена намера и желба да биде спинувано и да добие некоја друга димензија. Затоа и оваа дебата денеска треба да ни помогне во насоките на тоа како да ја реализираме вашата потреба, како да го реализираме она што ние сакаме да го постигнеме, а при тоа јавноста навистина коректно и конкретно да биде запознаена со намерите и да нема простор за било какви дискутабилни или различни толкувања. Јас толку на почетокот, само да ви информирам дека дебатата е предвидена да трае до 12 часот и 30 минути и ве молам во понатамошниот тек на дискусијата, доколку побарате збора, верувам дека и очекувам дека голем дел од вас ќе сакаат да ги кажат своите сугестии и видувања, дека ќе бидеме конкретни и прецизни за да може да го реализираме сето она што е предвидено во тајмингот до 12:30. Лирим повели со конкретно што ни понудивте на минатиот состанок. Благодарам. Почитувани колеги, почитуван министер Поповски, представници на медиумите и сите присутни на денешната дебата. Прва по не знам колку години на која ќе се разговара за печатените медиуми. Ќе се обидам да бидам што пократок за да оставам повеќе време сите да се вклучат со своји размислувања и предлози на темата за која денеска сме собрани. Имено, иако секаде во светот печатените медиуми ја плаќаат највисоката цена на денешните иновации во технолошката индустрија, а неколку години наназад ситуацијата станува од ден на ден се потешка,
Тука особено влијание има и намалениот интерес на маркетинг агенциите за принтот, како и општата економска ситуација во државата. Затоа ќе поминам на главното. Како никогаш досега печатените медиуми имаат потреба од помош, се разбира, доколку како држава цениме дека тие мора да опстојат и понатаму како важен дел на едно демократско општество и фактор во креирањето на јавното мислење. Пред неколку дена, представниците на поголемиот дел на печатените медиуми во државата се здружија и ја формираа Асоциацијата на печатени медиуми во Македонија. Во моментов во неја членуваат медиумите Слободен печат, Вечер, Коха, Нова Македонија, Лајм, Фокус, Капитал и Шење. Од денеска, најверојатно во нашето здружение ќе пристапат и локалните весници, како Битолски весник, Прилепски зенит и Штипски глас. Да напоменам и тоа дека големи заслуги за ова наше здружување има ЗНМ, која од самиот почеток беше вклучена со своја конкретна помош. Изминатите денови ние имавме и неколку состаноци како со представници на владата, средбите што ги спомна министерот, така и со представници на меѓународната заедница. И консултиравме разните искуства за помагање на печатените медиуми во државите во Европската Унија. Секоја според своите потреби веќе поодамна ги поддржува овие медиуми на свој начин преку разни олеснувања. На крај и ние како ЕСНАФ се определивме за некои решенја за кои сметаме дека би ја олесниле нашата работа и понатамошно функционирање. Му предложивме на владата модел според кој таа би се вклучила со помош во покривање на половина од трошоците за печатење и дистрибуција на сите печатени медиуми. Исто така, предвидовме и дополнителни 20% за помагање на медиумите на помалите етнички заедници, со што би ги исполнило критериумите од Конвенциите на УНЕСКО и Европската Унија од 2005 за помагање на медиумите на помалите заедници со цел да се промовира културниот и етничкиот диверзитет. Нормално, за да биде успешен целиот овој процес и да нема дилеми околу можни злоупотреби, се предвидени строги критериуми и цела постапка во која би се вклучила и ние како асоциација, но и УЈП и други државни органи кои би ги проверили сите податоци. За евентуално лажно поднесени информации ќе бараме и исклучување на тие медиуми од можноста да добијат било каква помош. За тие што не знаат, слична помош државата делеше и кај нас се до 2005 година. Тој буџет изнесуваше околу 1 милион евра. Според прелиминарните податоци кои ги добивме како здружение од сите медиуми поделно, вкупната сума не би изнесувала повеќе од тоа време. Но тука има една битна разлика. Во тоа време немаше некои критериуми според кои се помага отделните медиуми, за разлика од сега, што оваа методологија, тираж и трошоци за дистрибуција е предложено едногласно од сите печатени медиуми во државата, кои инсистираат на транспарентност, која ќе се докаже со поднесување на уплатените фактури за овие трошоци за претходната година. Како здружение имаме и други предлози до владата, но поради нивната природа сметаме дека за тие би требало да разговараме во текот на дебатата што би ја отворила владата во однос на потребата дали треба да се менува законот за медиуми, за која што ние како асоциација сметаме дека треба да се отвори и треба да се вметнат некои решенија што ги тангират интересите на печатените медиуми. Има и две други прашања, а едното се однесува на бесплатните весници, кои сакаат да бидат опфатени со овие мерки. Нашиот став е негативен по тоа прашање и сметаме дека нема никаква логика тој концепт на весници да добие помош, затоа што би се нарушило лојалната конкуренција. Впрочем, истражувавме и не успеавме да најдеме никаде сличен пример во некоја од земјите од Европската Унија. Другата дилема за која што денеска би сакала и да дискутираме, се и изданијата кои третираат специфична тематика, како што се весници и магазини за автомобилизам, спорт, здравје, градежништво, храна, лов, риболов и така натаму. И за ваквиот профил на медиуми, ние како асоциација на печатени медиуми сметаме дека поради големиот број на вакви изданија, кои се во сопствеништво или помогнати од компании кои вршат определена дејност, ваквата мерка не би требало да се однесува и на нив, затоа со тоа би се создало општ хаос и би немало јасно разграничување помеѓу нас и медиумите од ваков карактер. Верувам дека некој сигурно има и поинакви размислувања на овие точки и затоа предлагам да секој да понесе своји идеи, да каже што мисли за овие точки. Зошто не лојална конкуренција за бесплатните медиуми? Зошто не лојална конкуренција за весниците кои се бесплатни?
Бесплатен весник сум имал и јас цела година, се издавал на тираж на 27.000 и со тој тираж јас сум се вметнал и сум се наметнал кај маркетинг агенциите врз основа на тираж кој што не се продава, кој што не е реален показател за тежината на медиумот на пазар. И тоа траеше една година и затоа поради тој тираж јас успеав да земам повеќе реклами, поголем дел од колецот на маркетинг и од друга страна и се правеше и штета на другите медиуми кои што сепак обстојуваа на пазарот. Значи нема никаква логика бесплатните медиуми да се мерат на пазар со медиумите кои што имаат цена и имаат своји изданија, постојат со години и така натаму. Се извинувам. Само момент, може ли? Да, само момент. Чекайте, ве молам. Може ли малку сега да се договориме за начинот на кој што ќе ја водиме дебатата, бидејќи сепак е коректно со барање на збор да се добие збор и потоа да се дискутира. А пред да продолжиш, Насер, само неколку укажувања и неколку размислувања на владата, бидејќи го имаме предлогот, ве молам. Нашата улога. Те молам, ќе добиеш збор веднаш, само што ќе завршам. Ти благодарам. Имајте трпение. Она што го кажа Лирим е предлогот што го добивме од Сдруженијето на печатени медиуми. Мене ми е многу драго што се зголемува бројот на членови на тој првичен состанок и како резултат и на моето искуство во медиумската сфера. И јас укажав и го дадов моето мислење дека секое здружение е добро да ги обединува што е можно поголем, ако не и сите чинители во нивната сфера, така да ова е многу битен момент дека се зголемува бројката на членови и не само на медиумите кои што се со седиште во Скопје, него и низ Македонија. И тоа остава впечаток дека Сдруженијето, кога настапува, ќе ги застапува интересите на најголемиот процент или најголемиот број на медиуми на новинари што работат во таа сфера. Исто така во овој дел да ви се извинам од името на мојот драг колега министерот Дамјан Манчевски што не можеше да биде денеска тука, бидејќи оваа дебата е организирана затоа што вие веќе предвидувавте како здружение во понеделник да имате дебата, па ние сакавме да го прифатиме тој термин и тајминг и да се вклучиме во организацијата. Во исто време има друг настан Министерството за информатичко општество, но на следните дебати ќе биде или министерот или неговиот заменик тука, бидејќи тие се ресорно, доколку има потребни измени во Законот за медиуми, веднаш да можат да ги дадат своите размислувања и да ги вклучат тие измени. И уште една работа што сакам да укажам, би замолил оваа дебата да биде во насока на давање на предлози, бидејќи ништо од ова не е решено и не е заклучено. Прашањата, како што беше веќе поставено од колегата, се отворени дилеми, за кои што би сакал денеска повеќе да се кажат размислувања зошто треба или не треба, например, да бидат весниците кои што се бесплатни вклучени или не во ваквиот начин и форма на поддршка на владата, отколку да се поставуваат директни прашања, бидејќи имаме време, ќе прво сакаме да ги сублимираме предлозите, па потоа врз некаков формат кој што ќе го изложиме да дискутираме поконкретно за тоа што влегло, а што не влегло. Затоа ве молам да се задржиме и потребни се што е можно повеќе предлози, идеи, размислувања. Овој предлог е резултат на 7 медиуми доставен до владата. Сега веќе 11. Владата го разгледа првично. Ние имаме исто така доста дилеми внатре. Дали да се поддржи, да речеме, бројот на печатени примероци или бројот на продадени примероци. Меѓутоа, оваа е дебата за да навлеземе подлабоко во сегментите на тоа како да ги најдеме вистинската формула и модел. Насер повели, па потоа, само се извинам бидејќи пред, ќе ја преземам улогата и да ја модерирам дебатава, затоа ве молам барајте збор, па Саша падата. Прво, добар ден. Мислам дека има потреба за појаснување на позицијата на ЗНМ. Веројатно, темата за субвенционирање на печатени медиуми е стара и ние веќе ја промовираме подолго време. Веројатно некој од нас ќе се прашува како е можно ЗНМ да биде против владини реклами, а сега поддржува субвенционирање на печатени медиуми. Ние и тогаш кога се спротивставувавме на укинување
или кога баравме укинување на владините реклами, баравме наместо реклами да има субвенции. Меѓутоа, очигледно, претходната влада немаше таков слух да го прифати овој предлог и сега мене ми е драго што новата влада го прифаќа и мислам дека воопшто нема да погрешите и ќе помогнете многу на печатените медиуми да обстојуваат на пазарот. И тоа воопшто нема да значи дека владата се меша во уредувачката политика на печатените медиуми, затоа што прво тоа е инклузивно, ги опфаќа сите печатени медиуми, а од друга страна парите нема да се дадат за контентот, за медиумската содржина, туку ќе бидат дадени за покривање на трошоците и трошоците за дистрибуција. Уште едно појаснување, пред да се влезе во расправа за ова тема, ние изготвивме една анализа, каде што направивме една компаративна студија како е состојбата со субвенционирање на печатените медиуми секаде во Европа, и верувајте, со исклучок на Велика Британија, сите други европски земји на еден или друг начин субвенционираат печатени медиуми. Концептот е прифатлив, реков, затоа што не се субвенционира контентот, тоа е многу чувствително прашање и затоа ние на владата и предложивме таков концепт кој што се однесува на трошоците. Затоа што искрено ние како ЗНМ имаме многу активности и не сакавме ние да бидеме носители на ова иницијатива и затоа помогнавме на нашите колеги да формираат здружение и мислам дека најсоодветно е тие да ја промовираат и да ја туркат ова иницијатива, а секако ние ќе ги поддржиме и понатаму во рамките на нашите можности. Ви посакувам многу успех. Фала. Благодарам, Насер го потврди она што го спомнав и јас како дојдовме до овој момент. Антонио Повели. Ви благодарам. Драго ми е дека рековте на почетокот, вам ви зборувам како представник на владата, дека намеравате да им помагате на сите печатени медиуми. На сите печатени медиуми сме и ние бесплатните медиуми. И од друга страна, од како кај вас гледам позитивно, сум негативно изненаден од здружението кое што нас, зашто не смета тогаш? За немедиуми, ние сме нешто друго. И зошто веднаш бевме обвинети за нелојална конкуренција. Замислете сега CNN да му рече на Facebook, ти си нелојална конкуренција, си бесплатен. Значи, ве молам. Драго ми е и тоа што го рековте на почетокот, дека се уште се отворено и дека имате намера да видите. И сакам само да го поменам, не може ние да сме во истиот кош, истите проблеми да ги имаме како и нив, и ние на вистина сме во една непријатна ситуација во која што се наоѓа печатениот медиум, како медиум во ова ново електронско време, и ние сме тие што даваме сила да издржиме со нов приод во печатените медиуми, да издржиме во борбата во која што сега се наоѓаме со електронските медиуми, а на нас сакаат од ова здружение едноставно да ни ги скратат можностите за таа борба. Апелирам до владата да внимава при одлуките, бидејќи не е добро, ако на сите им е тешко, да одлучите на тој што е инвалид со две нози да му помогнете, на тој што е со една нога да не му помагате. Значи, мора да има еднаквост. Ние сите сме на пазарот и не сме им нелојална конкуренција. Ние исто така се бориме, а тоа што имаме повеќе тираж од нив, нека не ги фрустрира. Благодарам. Ќе добиеш личен збор. Само да ви укажам уште еднаш, ве молам, дека ова е дискусија и вашите предлози ве молам да ги доставите во писмена форма. Немаме ние наши предлози. Не. Погледнете го предлогот. Во нивните предлози само да влеземе и ние. Без оглед, ве молам доставете го во писмена форма како медиум, група на медиуми, доколку не сте членки на здружението, за да го имаме нотирано. Само тоа велам. Мораме да ги имаме предлозите добиени во писмена форма и кој стои со легитимитет позади предлагањето. Ништо повеќе. Исто во што го зборувате, доставете ни го. Само на тема. Само ве молам, немојте да влеземе во дискусија, печатените медиуми меѓу себе да дебатираат, на друго место се прави таква дебата. Јас го разбрав тоа во име на владата. Благодарам. Значи, пак ви реков и некни кога се видовме, ви реков дека
помине време и се најдеме на ова дебата, најдете некои искуства од земите во Европската Унија, кај што се поддржуваат бесплатните медиуми, вие ни денеска не ни наброивте ни еден таков пример. Второ, производот без цена не се споредува со тие што се со цена. Еве ќе ви кажам. Кој податок е поверодостоен? Ние, кога бевме бесплатни, имавме 27.000 тираж. Сега ние имаме 5.000 тираж. Замислете доколку и јас конкурирам, пак го враќам весникот на 27.000 тираж и барам помош за половина од тој тираж, кој податок ја отсликува? Кој тираж ја отсликува реалната состојба на пазарот? Кој трошок? Мислам, ептен, јас ви реков, пак, јас не ние... Не, зборуваме за реалните... Значи... Целта да направиме медиуми кои што ќе се задржат кај народот. Јас се повикав на моето... На печатените медиуми да станат она што беа влијателни, за да може да имаме кај граѓаните повеќе информации. Тоа е точно. Тоа е целта на владата и ве молам затоа дебатата кој, како, што треба да биде поддржан, доколку сметате дека меѓу вас треба да ја водите во рамки на ЕСНАФ, од тоа направете го во било која друга прилика, ве молам овде кажете ги, нотирајте ги предлозите и доставете ни ги потоа во писмена форма да знаеме кој предлог од кого доаѓа. Саша бараше збор, па потоа Менда. Мислам дека, не знам дали работи ова, мислам дека ова е убедливо една од најглупите идеи на оваа нова влада, што мислам дека ги прифаќа, веќе така чувствувам. Значи, ние како новинари, јас сум многу разочаран од колегите од пишаните медиуми што бараат ваква работа, бидејќи ние кога треба да го критикуваме ДИК и кога треба да критикуваме сите други што земале од буџетот, тогаш ги критикуваме, кога треба ние да си земеме, тогаш тоа ни е сладко. Не знам со кое право бараат државата да ни ги плакила нивните весници кои што се веќе за старен метод на медиум умираат секаде и зашто ги мрзели домеин да креираат на интернет или да се префрлат. И не знам ако владата ја прифати оваа мерка, каде е крајот? Тогаш сигурно Сугаревски ќе подржи запрежни коли да возат. Не знам, луѓе да се облачат у крзно, у мечкино, не сака да односат одела. Мислам, кај се враќате вие со времето? Ова е глупост невидена. И ако ЗНМ го поддржало, ја Насер многу го почитувам, и Насер може некад глупа идеја да му текне. И сега, ако Насер му текне све и свашта, и вие сега фрлате милиони евра од буџетот, чекај се, не ме прекинувај сега, Ако Франција и некои богати земји може да се дозволат, ние не можеме. Значи, ние сме сиромашна земја, не можеме да се дозволиме вакви глупости, буквално, затоа што ако некој го мрзи да се префрли на нет, тоа не е мој проблем. Се има нови медиуми. Весникот е застарена метода, умира секаде. Еве Бостон Глоб умре. Не знам дали знаете, најлегендарниот американски весник Бостон Глоб цркна пред една недела. И сега ние ќе се бориме против времето. Кој чита весник денеска, бе луѓе вие? Дали разбирате? Никој не чита весник. Смартфон, сите имаат смартфони големи како лаптопи. Секаде го носиш со себе цел Google. И сега вие ќе си зимате од буџетот пари, затоа што вас ве мрзи да се пребаците на нов медиум. И ние фактички ќе ги помагаме вака печатниците. Они да не останат без доволно приход. Мислам, срамота е како новинари што барате државата да ви дае парички, пошто ви се сладки. А треба да критикуваме бизнисмените, односно се извинувам, треба да критикуваме функционери, да што помалку трошат народни пари, ние сега милиончето ќе си го земеме од таму. Ова е срамота, ова е брука. Фала ви многу. Благодарам, значи, ако можам да го сватам сублиматот од ова селфи експозе, е тоа дека си против ваква поддршка од страна на владата. Насер, мислиш дека треба реплика? Мислам дека да треба затоа што луѓето мора да знаат што збори Сашо. Токму зборувањето на Сашо е глупост. Затоа што збори затоа што така тој мисли дека треба. Има право на тоа. Секој од вас има право да коментира. Не му спорам ја дека тој има право да мисли, меѓутоа мора тоа да го заснова некаде. Ние живееме прво во Европа, не живееме во Америка. Точно е дека во Америка нема субвенции за печатени медиуми, нема ништо, за ништо не се субвенционираат американците. Меѓутоа Македонија е во Европа, не е во Америка, прво, второ.
учи малку, прочитај малку. Кога ќе збориш за работите во медиумите, мора малку да научиш, да прочиташ, па да споредиш, па искуства, па како се родила таа идеја, па зошто се родила таа идеја, која е идејата. Ние не можеме сега тука показна вежба на тебе да ти одржиме зошто треба. Па ти рече дека Не, ве молам, ве молам. Башка близко сте, многу седнати, ќе ве разместиме. Очигледно дека многу близко седи, да не е добро. Очигледно дека има потреба за тоа. Не, сега немаме времето. Насер, јасна е твојата позиција, јасна е и на Сашо позицијата. Нема потреба, него идејата е, ова е типично што сакаш Сашко. Сега да барам најпаметниот сум за тоа што читам, за разлика од тебе што не читаш така. Насер, ја знаеме вашата позиција, готово. Да продолжиме. Ајде, значи, идејата е мора да се никогаш ЗНМ нема предложено идеи кои што се надвор од европските стандарди. Тие што не ги познаат европските стандарди, ја не можам да им помогна. Требат повеќе да се просветла. И на крај, навистина мене ми е криво за колегите од печатените медиуми што се со бесплатни, меѓутоа, колеги, не можам да лажам, никогаш не предлагам нешто што не е. Во Европа таков концепт ја не сум пронашал, но тоа не значи дека ако ја убедите владата да ве поддржи вас, таков концепт во Европа, бесплатни печатени медиуми да бидат субвенционирани, нема. Ја не можам да ги измислам. Ако вие успеете да ја убедите владата, ние немаме ништо против тоа. Фала. Благодарам, мен да бараше збор, па потоа Мирче. Јас ќе се обидам да станам. Прво, мислам дека јас Не се обиде да стана. Не, добро. Тоа е добро. Прво сакам да кажам, јас денес кога дојдов од Битола, дознав, немав официјална покана, дознав дека ќе имаме денес останок на печатени медиуми. А не на медиуми кои што го земат телефончето и трчат по луѓето, ги снимат и ги прашуваат нешто. Значи, не, извини, тука ќе прекинам, поканети се сите оние што има интерес да пристапат на дебата. Значи, добро. Јас мислам, разговараме за печатените медиуми. Втора работа. Молам се да се слуша. Не, добро. Не, втора работа. Може да снимаме. Па добро, збораме за печатени медиуми. Бидејќи снимаш, не е ништо забрането, значи фактичка ситуација. Втора работа. Мислам кога стана збор за, го поздравувам формирањето на Сдруженијето, на Асоциација за печатени медиуми, но таква асоциација на печатени медиуми постоеше. И во пред 2003. Еве го, печато, еве ги тука, некои заклучоци носевме. Битолски вестник беше и тогаш член на Асоциацијата за печатени медиуми. Во ова прилика сакам да кажам дека и тогаш ние ги црпевме европските искуства за субвенционирање на печатените медиуми и такви европски искуства за помагање на медиумите, ете да не велиме субвенционирање, имаше во Шведска, Норвешка, Финска, Данска, Австрија, Франција, па дури и во Русија. Значи, поддржувам што ете и Битолски вестник е стани член на тоа здружение. Но мислам дека требаше да бидеме информирани и при формирањето на здруженијето. При тоа, мора да се има предвид кога станува збор за печатените медиуми, историјатор на некои медиуми. Имаме тука ние представници на Нова Македонија, вестник кој што е од првиот ден на ослободувањето на Македонија, со 76 години. Битолски вестник, 54 години без ниту една среда прекин. Значи, 54 години никаков прекин. Се сменале разни системи. Вестникот не прекинал. Го имаме Фокус. Колку години излегува? Имаме и некои други во послед вечер, врсник со Битолски вестник. Сега, да се обстани толку на медиумскиот простор над 50 години. Ние знаеме ни што се имаме поминато и какви жртви имаме поднесено. И јас ќе дополнам оној предлог што се дава. Значи, не може сега да се оди на печатен тираж, 50% од печатениот тираж и дистрибутивните трошоци. Ние сме дошле во ситуација од 20 души вработени, во Битолски вестник, осигурани, вработени, со придонеси, со се, со испратнени кога си заминувале старата генерација на сите по 250-400 илјади денари,
да регулирани пензиски трошоци, регулирани здравствени трошоци, ние кои што сме заглавувале приватно хипотеки ги становите да земаме кредити, да не го затвориме медиумо, и сега ќе одиме на она минималното што ние сега во моментот го правиме, затоа што сме рационализирале се да обстоиме како медиуми. Значи, јас порано кога се печате во Нова Македонија, ние доаѓавме секој ден кој ќе се печатеше вестников во вторник, екипа, еден дежурен, еден што ќе го дистрибуира, и нас не чинеше то најмалце едно 6-7 денари доаѓањето. Кризата не натера сега по карго да го добиваме вестникот. Кризата не натера да не ги носиме сега материјалите, туку по онлайн да ги доставуваме. Кризата не натера да дел од вработените си заминуват, да не примаме ние ништо. Ние сме сега жртви, невидени. Ние сме херои на овој систем. Во медиумскиот зборам. Од 20 души... Може ли конкретно предлагам да се има предвид при распределбата на тие субвенции, како ги се речи, традицијата... Се уште е поддршка за печатени медиуми, работен наслов. Да се има предвид годините на излегување, традицијата, потоа да се има колку тие во изминатите, да речеме, паралелни некои показатели, 10 години, колку плаќале ДДВ, колку биле вработени, колку трошоци имале, и да се вратиме на некои нормални услови. Јас имам во моментот, да речеме, ние потреба 3/4 да вработиме. Немаме ваква сила да вработиме. Сигурно и други редакции би вработиле. Нас ни треба поголема поддршка. А не оние бројки сега каргото мене што ми го носи, ми го фрла, станувам дури и до таа степен дојдовме во 5 сато са бајле да го пречекам каргото и да го несам јас вестникот. Значи помошта треба поголема да е. И на крајот, бесплатните медиуми. Самиот факт дека тие бесплатно одат на пазарот, збора дека или имаат многу пари, или не му е до пари. Такви искуства Насер знај, имала во Европа, ама тие не се продаваат на трафика. Ние имаме искуство со шпиц, бесплатен. Да ги научиме да читат, од кој ќе научат да читат, ќе купат вестник, не купат. Значи, тие нека си платат бесплатни со реклами, тие ги издржаваат големи компании, мултинационални, од Норвешка, од ова, ни кажува нас во Франција. И се продават, не се продават, се стават во метроата, во автобуските станици, на пазари. А саме, не можам да сватам. Бесплатен вестник, а дајте пари. Ти благодарам на предлозите, бидејќи Битолски вестник член на вашето здружение, веројатно преку вас ќе дојдат овие. Мирче бараше збор, повели Мирче. Добар ден. Прво, Роберт, да ти ги симнам сомнежите дека некој ќе спинува, мислам дека нема потреба да се спинува, затоа што оваа акција и оваа реформа, да ја наречам, во медиумскиот простор, произвегува од препораките на Прибе, каде што во еден дел се зборува дека треба медиумските, печатените медиуми се во криза и треба да се најде начин нив да им се помогне. Тоа е прво. Втора работа што сакам да ја кажам, не знам, таа повеќе се однесува на здружението, не знам кога е формирано, како е формирано. Јас бев на еден состанок кога беше основачкиот и кога бевме одека во владата на разговори за почеток на реформа, оваа мала реформа да ја наречем. Меѓутоа, после тоа дали во затворен круг ли е направено, нема повик. Јас зборувам во името на списанието Порта 3, кое што е 14 години излегува на пазарот, списание кое што информира и едуцира во областа на екологијата, градежништвото и архитектурата. И сега слушам овдека дека такви списанија немало потреба, загугулено, замомулено, ќе направило, не знам, на пазарот ќе се направило нешто, или не вика. Зошто ако тоа списание подлежи на законот за медиуми, ако е регистрирано таму, зошто тоа списание да не биде субвенционирано како овие други? Зошто таква дискриминација? Па и тоа има и трошоци. И тоа има списание на трошоци. И второ, мислам дека Лирим требаше да ја викнете, затоа што во списокот што го има Менде, што го покаже 2005-та, Порта 3 2005-та беше член на АПЕМ, а сега не сте ја ставиле. Благодарам. Благодарам, Мирче. Значи, околу здружението, ние се уште сме отворени и не сме го завршили тој процес на зачленување на другите. Полека ќе стигнаме и до тоа.
затоа што сета ова операција се одвиваше во изминативе 2 недели и не имавме доволно време. Еве и денеска ги наброив 3 медиуми за кои што сметам дека ќе бидат членови. Значи, тој процес продолжува. Во однос на вашите забелишки, и ние ги имаме тие дилеми, но може би е грешката што досега не успеавме да се сретнеме и со вас, да ги разјасниме, за да најдеме начин како тоа да се разграничи, затоа што имавме дилеми, постојат и вестници или изданија во Систина, например. Постојат... Значи, да најдеме некој разграничување, а вие би ни помогнале ако да ни даете некој предлог, како да се разликуваме од списање за храна и вино, например, за риболов, не знам што, кои што утре ќе дојат исто ќе побарат да влезат у група. Немавме некоја формула, не ни текна, затоа еве ви предлагам да дојдете да се видиме и да договориме заедно некој решение, како да се разграничиме со таквите издања. Благодарам. Дали некој друг бара збор во овој дел од дебатата? Само микрофон ве молам, бидејќи дебатата се снима, јас ви кажав и записот ќе биде официјален. Сакам, реплицирајќи му на господинот од Битола, сакам всушност вам да ви упатам размислување. Видете, он многу убаво објасни како е тешка ситуацијата и како се преструктурира и како пробува на секој начин да преживее. Па ние тоа го пробавме само повеќе од него, наместо да го чекаме само во 5, почнавме и да го делиме. Вестникот, значи ние не се разликуваме од него. Ние сме исто борци за печатените медиуми. Значи тој се преструктурира и ние се преструктурираме. Ние гледаме дека веќе за да издржи печатениот медиум мислиме дека треба да биде бесплатен, тој уште не дошол до таа фаза, ќе дојде по 5 месеца. Можеби. А зошто јас сега сум дискриминиран? Зошто јас сега сум изземен кога сум во истиот кош? Јас исто се борам за печатениот медиум да преживее како медиум кој што се уште е важен, бидејќи сакам да влезе ова посебно како размислување. Печатениот медиум има една структура на луѓе кои што уште си го барат и е потребен. Ние на таа структура им доаѓаме многу повеќе од кукони, затоа што има поголем тираж. Друго, што сакам да го нагласам. Ние плаќаме данок, зборува тука мерило, ние плаќаме данок на печатење, колку што они заедно дават на печатење и продадење. Исто, може би и повеќе. Ве молам. Ама значи јас плаќам на печатеното исто како и вие. И значи на печатеното јас плаќам бидејќи имам 35.000 тираж, а вие 2.000, многу повеќе пари. И ако вие ги поддржите само тие медиуми, автоматски работите на тоа со парите што јас ги давам во буџетот, да јас не успевам. А сум во истата фела. Благодарам. Ти благодарам, Антонио. Јас навистина ќе ве замолам уште еднаш. Ако сме ние тие што треба да мотивираме дебати во општеството и да бараме дебатите да имаат некаква продуктивност, барем и самите кога дебатираме да ги почитуваме тие стандарди елементарни. Значи, повторувам, ниту еден медиум, кога велиш ти, мислиш веројатно на медиумот што го представуваш, не е исклучен од ништо. Во фаза сме на предлагање. Во фаза сме на предлагање, ве молам. Добивме предлог еден од Сдруженијето на печатени медиуми, што го зголемува својот број на членови. Добивме претходно размислување, анализа од Сдруженијето на новинари на Македонија. Овој проблем започна да се дискутира за време на пржинските преговори, кога беше Питер Ван Хауте тука. Во извештајот на Прибе е спомнат како една од формите и алатките кои што Европската Унија ги применува за да ја поддржи оваа индустрија, и денеска дебатираме токму врз основа на почетни позиции, предлози што се доставени, што очекуваме дека ќе ги добиеме во иднина од сите оние кои што или нема да бидат дел од Сдруженијето, или едноставно сметаат дека треба да ги дополнат овие предлози. Затоа ве молам, ништо не е заклучено. Ниту е донесена одлука било каква. Во фаза сме на разговарање за тоа дали, како и во која форма во иднина би биле поддржани печатените медиуми. Благодарам. Кој бараше збор, се извинувам? Повелете. Значи, факт е дека сме на почетни позиции. Кога сме веќе на почетни позиции, значи во старт не сме еднакви. Реплицирам на колегата од независен, нели? Значи, не може бесплатен весник да биде на иста стартна позиција со весник кој се продава на пазарот.
апсолутно, доколку ние сме бесплатни, да речеме, може да се печатиме и у 30.000 тираж и да се така делиме бесплатно по улиците, по тротоарите, секаде, нели, по маркетите. Меѓутоа, тоа не е тираж кој отсликува вистинската реална состојба, дека тој вестник на вистина толку е баран, па се тиражот му е 27 или 30.000. Значи, реалната слика ќе ја добиеме кога тој вестник ќе се продава на пазарот, тогаш ќе знаеме дека тој тираж е валиден. Значи, 5.000 тираж реален, што вика Лирим, и 27.000 не е исто. Зборам, не е исто у стартна позиција кога владата ќе треба утре, доколку нели се донесе таква одлука, да субвенционира. Затоа што ќе треба на 27.000 тираж кој е така поделен на улиците да субвенционира половина, да речеме 50%, пак карикирам доколку тоа така се договори, или на 5.000 што некој на вистина се продава и реално толку му е продажниот тираж. Значи, у старт не сме исти. Благодарам. Повелете. Само микрофонот да ви го доставам. Па, вака не ми е јасно, колегиве не знаат математика или што е проблемот. Ако печатат 5.000 примероци, добиваат, значи, надомест за толку колку што отпечатиле. Ние ако печатиме 20.000, 50.000, 100.000, нашиот трошок е 100.000, не е 5.000, па тука да бидеме нешто нерамноправни. Мислам дека е апсурд тоа што го зборат. А за мене уште поголем апсурд е што воопшто медиумите сами се противат да се помогнат други медиуми. Поентата е, колку што сваќам, после оваа мизерија што ни се случи 10 годишна, кај што пропаднаа сите медиуми печатени, реално и тие што обстојуваат пропаднаа по квалитет и по стандарди, сега ние овде си правиме пречки самите како да го развиваме новинарството во Македонија. Колку што сваќам јас, ке се плаќаат трошоците. Нема да се плаќа тиражот. Мислам, ако е поголем тиражот, поголеми се трошоците. Нема тука некоја забуна, не гледам воопшто разлика. Дури јас мислам... Не. Да. Ве молам, завршивте, земете го микрофон, на другите ќе го доставам. Повели. Дури јас мислам дека треба други критериуми да влезат натре. Еве, например, ние можеме да го направиме вестникот 1 денар. И кој тогаш ќе каже дека сме ние бесплатни? Значи, абсурдна е, целата оваа дискусија е абсурдна. Втора работа, имаме ние во Македонија медиуми кои воопшто не плаќаат придонеси на новинари, не ги пријавуваат, кои што не плаќаат колумни, крадат фотографии и сите тие работи. И сето тоа ќе влезе, а нема да влезе тоа што ние сме биле бесплатни. Мислам дека живееме, некои овде живеат во минатото, треба да сватат дека во време со толку портали кои што се сите бесплатни, ние да продаваме вестник е абсурд, никој не го купува веќе. Луѓето се научија на информацијата да биде бесплатна. И затоа мислам дека треба да се има малку повеќе чувство за моментов. Благодарам. Само момент, ако може. Вашите размислувања се легитимни. Затоа е отворена оваа дебата да видиме на кои позиции стојат медиумите и да ги црпиме меѓународните искуства. Ова што беше спомнато, во Европската Унија нема примерна поддршка на медиуми кои што се бесплатни на пазарот. Меѓутоа, една од дилемите која што ја дискутиравме на првиот состанок со Сдруженијето на печатени медиуми беше токму тоа. Во евентуална поддршка во иднина, што да се поддржи, печатениот или продадениот тираж. И во овој случај, да речеме, кај вас не може да се утврди што е печатен, што е продаден, бидејќи целиот е дистрибуиран. Од тие причини, велам, формулата мораме да ја најдеме вистинската, која што ќе овозможи, доколку се даде поддршка од страна на владата, од буџетот, од парите на граѓаните, таа да биде правилна и правична. Ништо повеќе од тоа. Тоа е целта. И втората цел, или првата, можеби, клучна е да се поддржи оваа индустрија, бидејќи има потреба. Од тука тргнуваме, но мораме праведно и правично да ги распределиме предпоставените средства во иднина. Благодарам. Да. Дали сте свесни како влада која белја си ја правите со оваа мерка? Како прво утре, ако треба да одлучите за некоја болница, градинка, школа и кажете, или пат кажете немаме пари, вамо сте дале пари на луѓе што не сакаат да се префрлат од еден медиум на друг. Поентата е информацијата да стигне до читателот, без разлика како ќе стигне. Не е битно дали ти да пишан или на интернет. И значи вие, да речеме утре, што ако овие медиуми сите почнат да ве фалат? Нема ли да ви смета што ќе ви кажат, оние ве фалат пошто ги плаќате?
Што ако ве запукаат, а вие до година пат донесете одлука бидејќи немате пари да го укинете таа субвенција, тоаш пак ќе ви кажат аха, ја укинавте па што ве запука. Значи вие сте ставате у многу незгодна ситуација како влада во овој момент. Ти благодарам. Значи Мирче, не се исклучени коментари различни и различни видувања и ова е легитимно размислување. Јас затоа велам секој размислување е легитимно, но една работа сакам да ни стане на сите јасна. Дека после 11 години траума и хорор во медиумската сфера, оваа влада сака да направи вистински темелни реформи. Од тој аспект ги правиме толку внимателно, дури за многумина и многу споро реформите, особено донесувањето на законот за аудиовизуелни медиумски услуги. Дел од вас припаѓаат на таа индустрија, знаете какви се очекувања и потреби има во тој дел на медиуми. Втората област е оваа, третата област што следи е порталите. Отворено огромно прашање. Јас еве денеска овде најавувам веројатно скорашна дебата, ако успееме уште при крајот на оваа недела, за евентуалните потреби од измени и дополнување на законот за медиуми. Да отвориме прво дебата дали треба да интервенираме во тој закон или не, па потоа да влеземе доколку се процени дека треба во суштинска расправа што треба се да смениме тамо. Меѓутоа ќе ги отвориме сите прашања и на крај ќе ги донесеме одлуките врз основа на фактите и аргументите. Ниту еднаш нема да се водиме од тоа дали некој ќе не обвини или не во иднина, дали поддржуваме нешто или не, чисто паушално. Ако стојат зад нас аргументите, ако заеднички ги изградиме тие критериуми, тогаш нема опасност. Постојано ќе има критики, но нема опасност. А ако не ги изградиме како што треба, ако оставиме прашања не до крај расчистени, отворени, да висат дилеми, тогаш ќе имаме проблем заеднички и ќе треба после тоа да се објаснуваме. Дефинитивно во оваа држава медиумите се загрозени, меѓутоа сите граѓани се загрозени. Буџетот на Република Македонија е во катастрофална состојба. Не случајно премиерот вели дека ово е буџет на стабилизирање. Има многу коментари, зошто не форсирате една гранка, друга, трета. Па како да форсирате гранки? Сите се во колапс. И кога ќе го погледнете, земјоделието е во колапс. Било кој сегмент, училиштата, било што, болниците и така натаму. И затоа и кога дискутираме и за законот за медиуми, еве со ЗНМ, се буткаме на рака, јас така го викам, околу тие 0,7-0,8% со Насер. Па ја, ако ме прашате мене, 1% на МРТА веднаш би дал од буџетот. Со кое право да дадеме толку и да импотираме во еден сегмент на општеството, а да одземеме можеби од друг? Затоа балансот ќе биде тежок, треба да ја преживееме 2018 година. И уште една битна информација. Доколку се договориме за поддршка на печатаните медиуми, таква ставка во буџетот за 2018 година нема. Значи, ќе мораме да најдеме простор во рамки на предпоставениот ребаланс на буџетот. И ќе најдеме, доколку се сложиме за начинот, методологијата и формата на поддршка, ќе најдеме средства. Меѓутоа, во предвидениот предлог буџет нема. Буџетот е составен многу порано, на крај на година не може така да се интервенира без се уште расчистени критериуми. Но јас ве уверувам дека ќе најдеме средства доколку го договориме начинот на исплата. Насер повели, па потоа Забрчанец бараше. Не, поред ве молам. Имаше една интервенција од колегата тука и мислам дека има право. Колеги, знаете зошто каде е неравноправната позиција на тој што се продава и оној што не се продава? Мислам дека односот кон рекламите. Ако Лирим има 5000 тираж, а ви имате 30.000 тираж, тогаш вие сте неравноправни во старт, затоа што рекламите ќе сакат нормално кој вас, затоа што одат кај 30.000 граѓани. И мислам дека таа разлика се создава токму таму. И тогаш ќе дојде ситуацијата да вие два пати ве наградувате. Еднаш за тоа што го грабате рекламниот простор, а од друга страна ќе земете и од печатените, од субвенциите. Меѓутоа, ако вие успеете, ако најдете некој модел некаде надвор кој што има сериозно објаснување зошто вие треба да бидете офатени, ние секако дека нема да имаме ништо против тоа. Благодарам, не бараше, Марија, не бараше збор? Добро. Јас Менде. Замислете на земјоделец што има 10 хектари, да му речете вие не може да добиете, од имате 10 хектари, ќе му дадеме само на друг, што има 2 дека. Не, така бесплатен си. Не можете така, како тоа ние ги грабаме. Тоа значи на земјоделецот му велите, ти многу садиш, не може да добиваш више. Значи, на земјоделецот пачаните не ги поклонува, ги продават. Да.
Јас бо Океј, Робер, ве молам. само една интервенција. Антонио, дајте ве молам да се слушаме. Само една интервенција. Во Мислам ќе придонеси за ова. Ако мислиш повели. 2003 година владата даваше 56 милиони денари за сите медиуми во Македонија. Извини, уште еднаш 56 милиони, не цел милион евра. Трета година, да. Тогаш е укинато на 19 во 2003 е укината од таа одлуката. Тогаш кога зема дневни вестници, Нова Македонија 3 милиони, Фляка 2 милиони, Бирлик 1.100.000, Вечер 2,5 милиони, Утрински вестник 3 милиони 800, Лоби 2 милиони, Македонија денес 2,5 милиони, Вест 3 милиони, Факти 2,5 милиони, Македонски спорт 500.000, Рома Тајмс 500.000, Скок 500.000, Макфакс 1.300.000. Неделни вестници. Денес милион, Старт милион, Зум милион, Македонско сонце 700.000, Дело 700.000, Национал 700.000, Лоби 1,5 милион, Капитал милион, Актуел милион, Пулс милион, Остен 800.000. Двонеделни вестници. Студентски збор 2 милиони, Глоби милион, Форум милион, Синдикален живот 800, Избор 500, Трибина 500, ВИП Гала 400. Поентата. Со милион евра овие медиуми сите се помага, има уште малце да и прочитам. Месечни, Екологија 800, Феникс 200, Жена 1.600.000, Семеен магазин 400.000, Магазин Фамилјаре 400.000, таа 2003. Македонски власи 200.000, Евродиалог 600.000, Не заборав 500.000, Магазин Ин 400.000, Преспа 500.000. И општински регионални вестници, Битолски вестник милион денари, Исток милион, Глас на Пелагонија 500 и Народен глас милион. Сега јас да ви кажам, со нецел милион евра сите овие вестници обстојува. Јас тогаш имав амандман, еве го амандмано, не се прифати амандмано на таа седница која што имаше околу буџето, и јас му реков, тоа Никола Поповски беше министер, дека ќе прекинат вестниците. И прекинаа. Сега, што ни се случува нас обратно сега? Нас ни изгаснаа најбогатите вестници. Најбогатите вестници, големите газди, кои што имаа медиуми, ги изгаснаа медиумите. Сега, има Свартморт. Милиони евра си стурија во тие медиуми и едноставно му текно, затоа што не работеле во новинарството, не работеле во медиумите, не ги боли медиумо. Ние сега имаме такво искуство со бесплатни вестници. Јас не можам да разберам со цела почит. Бесплатен вестник, а бараш пари. А го даваш производно бесплатно. А бараш пари. Второ, во Битола имаше еден грчки газда, пушти вестник бесплатно, во колор, конзрук хартија, тираж. Мене ми се смеја, абе толку години си во Битолски вестник, видиме како вестник овие вчера направија. Ги потрошија парите од проектот 3 месеци, згасна. Имаме искуство со Шпиц, згасна. И со овој вестник сега што излегва, како викам, не знам. Како за тие таму ќе се фалат, ние излегваме во 30.000 тираж, ама без пари се даваме, имаме реклами, давајте реклами, не можам така, не може така. Сашо, те молам, не. Абе, ај седи си таму, кај што си. Добро, амен, да ти благодарам. Повелете, има ли некој друг прашање на темава или размислување? Затоа што доколку ја исцрпевме... Да заклучиш во име на владата? За тоа и не би сакал никош да бидам у вашата ситуација. Значи, ова е како заклучок во име на независните, него на бесплатните. И на независен. Вестници, сакам да речем на независен. Добро. Дали треба ние сега да заклучам дека треба да ја доставиме и наш предлог? Ве молам да ги доставите предлозите во писмена форма, да, за да бидат нотирани, да ги имаме како факт, аргументи, да видиме прецизно што стои. Затоа што сега говорите, кога ќе ги напишете, можеби ќе додадете уште повеќе аргументи. Јас се надевам и ова го снимавте, ќе го прегледате. Ние многу без оглед што ние ќе го прегледаме, ова станува како запис. За ваше добро е да ги доставите во писмена форма со пошироки образложенија, бидејќи потребни се аргументи. Во ред, фала. Благодарам. Океј. Прибе, знае ли како спесирано што ми Молам? Прибе, можете да го прашате. Повелете. Ке заминам од овој состанок со дилемата како е да се стани бесплатен, но не и се. Нема дури ни бесплатна љубов, значи ништо нема без пари, но не и се. Тоа е новинарство добро.
Сакам да кажам, дали вие како представник на владата и ова иницијатива која понатака ќе се развива, ќе се бара формула на пресметка, чинење, помош во каква форма и се, има еден податок во предвид, односно еден факт, значи нас печатниците не известија дека од нова година со цената на нафтата и со сите тие трошоци кои што ќе се зголемат, ќе имаме ние и нова печатарска цена, ќе имаме нова цена на чинење на весникот и слично. Доколку се прават пресметките и се земи период наназад колку тоа не чинеле и се, би ве замолиле да го имате во предвид и тој расчекор кој што ќе се јави во токму во цената, во чинењето, затоа што хартија цената расти, а сепак не сакам и ќе се воздржам да коментирам што значи смарт информација, што значи оннет и портали од Куковесник. Благодарам. Има ли некој друг барање? Ако не, повелете со збор. Повелете, да. Бесплатни весници. Мора да кажеме дека ние што сме со пари, тука помагаме и поише. Значи на трафика зима и тој. Да се разбереме. Значи не е само плюс трошоци во превод. Плюс трошоци. Значи заработува и тој, ги обстојуваме трафиките, ги обстојуваме дуќанчиња, мали продавници. Значи не е само така подели по зградине и готово. Значи тука е цела индустрија каде што од тие 15 денари на весникот живеат многу луѓе. Не сме само ние, тука се дистрибуција, тука се и печатниците, меѓутоа тука се и малите дуќанчиња и трафики. Кај што му доаѓа, зима весник, зима денар, 2 денари, не е битно, меѓутоа он во денот, во месецот прави и некоја заработка. Значи не е само ова што сме ние, него тука се и 5-6 илјади колку таму продажни места, кои што и тие имаат мака и некој доаѓа за весникот, па ќе купи и нешто друго и тоа си е цел процес, да не го заборавиме тој момент. Благодарам. Бидејќи не гледам некој... Ние даваме за печатниците, за парите, за платите на печатниците, ама вие помагате таму, ние помагаме во печатница. Вие се печатите во 3.000, ние во 35.000. Ти благодарам, Антонија. Значи повеќе зимат печатниците, пак од нас тоа се во данок, така да не ги мериме така. Јас апелирам дека сите сме во истиот кош. Јас за разлика од нив велам дека и ние и они се во истиот кош. И не сме ние и тие, него сме сите исти, печатени медиуми. И владата не треба да не двои. А да најде начин, и вие убаво рековте, да најде начин како, и нека си во проценти или разликата, како ќе биде, што ќе биде, модалитетите, меѓутоа, не треба ние да бидеме исфрлени. Ние сме исто печатен медиум. Благодарам на сугестијата. Како ми техници, ја тука да ве соберам сите да водесам капана без пари, да јадиме да пиете. Да пиеме и после ја речам татете ми што воде со пјаца. Мен дова не ти е лоша идеја, можеш да ги викнеш сите, ама тешко дека ќе ти платиме. Ве молам, завршуваме со дебатата, очигледно нема други. Мода, Менде, те молам сепак да се почитуваме, поканети, те молам. Дали може да прекинеме тука? Лирим, повели. Имаш пари, печат. Илирим, ти имаш доста работа во Сдруженијето, мене јасно. Да, не. Да или не? И преку ова дебата се види дека членовите на Сдруженијето, тоест, да не ги наречам поголемите весници, но немаат некој разединување во однос на тие предлози и затоа и не учествува во дебатата. Значи, некои нови предлози имаше од некои локални медиуми и овие бесплатните весници, кај што ние сметаме дека немаме исти интереси, а јас најдобар пример за тоа го изнесов моето искуство, дали е реална бројката 27.000 кога сум бил бесплатен или 5.000 и не добив некој конкретен одговор. Но сепак, јас не им гоускратувам правото они да предложат до владата некои нивни решења, а најдобро е да ги подкрепат со некои искуства во земите од Европската Унија. Но јас само во име на Сдруженијето ви благодарам како министер на владата и спремноста што ја покажавте да не послушате. Се надевам дека ќе се видиме и ќе најдеме некој заедничко решение да не поминеме ова криза во која што се наоѓаат печатените медиуми. Ти благодарам, Лирим. За крај уште еднаш да кажам дека кон ова пристапуваме со најдобра и најпозитивна намера.
желбата и целта е да ги поддржиме сите оние што имаат проблем на пазарот во печатената индустрија. Легитимни се размислувањата на медиумите што бесплатно се дистрибуираат. Нема нешто што нема трошок, меѓутоа има и меѓународни и домашни искуства. Затоа и ние многу посветуваме внимание и во ова и во следните дебати околу трошковникот, начинот на дистрибуција, бројот на продадени примероци, сето тоа ќе го земеме предвид и ќе ја дефинираме формулата по која што би дискутирале за поддршка во иднина. Отворени се и многу други прашања кои што ќе дојдат на дневен ред, но се надевам дека сите заедно сме за тоа дека оваа индустрија треба да добие поддршка, останува само начинот и формата да го додефинираме. За брзината ќе зависи многу и од вас. Ако одите во дебатирање во бескрај, тогаш ние не можеме да помогнеме. Ако сакате да убрзате, тогаш ќе биде многу полесно. Ви благодарам. Ви благодарам многу на... Тука сум јас, тука е владата, но и од вас ќе зависи тоа. Ви благодарам уште еднаш, ве молам сите предлози, доставете ги доколку не сметате дека преку Сдруженијето треба да одат, а ја мислам дека е тоа најдобрата адреса, или преку Сдруженијето на новинари исто така има, го знаеме за нама, тогаш доставете директно до мојот кабинет, ќе го дистрибуирам до кабинетот на министерот Манчевски, за да бидеме во редовна комуникација. Ви благодарам уште еднаш.